Армијата на Република Македонија во координација со НАТО будно ја следи ситуацијата во заливот и македонската војска ќе даде се од себе да бидат подготвени за било каква ситуација. Изјави денеска министерот за одбрана Владо Мисајловски, запрашан за неговата оценка на степенот на безбедност поради војниот конфликт во заливот. Ние сме земја членка на НАТО, ние знаете дека постојано сме со нашите сојузници, но имаме една цел. Јас како министер имам цел, мислам дека и сите овие луѓе позади мене, тоа е Македонија. Се разбира и македонската војска и македонските граѓани. Ние ќе даеме се од себе да бидеме спремни. Во меѓувреме, забрзано се модернизира со оружје и воени средства. Еве за неколку дена би рекол ќе имам уште еден голем настан каде што ќе ги видите новите страјкери што пристигнаа во државата, ќе ве поканиме сите вас, но и паралелно очекуваме огнена мок дополнително стигне од повеќе држави. Имаме при крај сме со договорот со Франција, очекуваме да пристигнат мистралите, хаубиците пристигнаа во Македонија, се работи нормално на првиот хеликоптер да пристигне. Ова се сериозни вложувања, каде што оваа година можеби е најтешката во Министерството за одбрана да ги исплати сите овие работи. Но она што е поважен дел од вашето прашање би кажал со новите цели на способност од следната година, односно од наредниот оној пакет што треба како држава да го набавуваме, тоа е сериозна инвестиција за нас. Во однос на зголемениот број на тужби од нивни припадници, дали тие се намалуваат и дали АРМ се стреми да ги намали причините за нови тужби, министерот изјави. Многу се намалени. Тужбите многу се разбира, постојано може да се случат од различен тип, но она што беше навистина тешко би рекол, илјадници тужби во минатото, тоа се сериозни пари, над 15-20 милиони евра што на контото на министерството беа тие тужби доставени, ние ги исплативме во целоскор. Исплатено е се она што порано не се плаќало, се исплаќа се по колективен договор и гледаме да нема причина повторно да има тужби. Секогаш ќе се јави можеби некоја од минатото тужба, можеби во овој период нема нови, но можеби ќе се појават, но правиме максимален напор она што вие го кажавте се намалат тие тужби. И на тој начин директно да вложуваме во вакви капацитети. Ако минатата година исплативме за претходните 7-8 години околу 20 на милиони евра, замислете колку нови објекти можеме вакви да направиме. Во моментов за армијата на Република Македонија од државниот буџет се издвојува 2,13%, но според НАТО стандардите тој процент треба да изнесува 3,5%. Знаете дека од последниот самит треба 3,5% во нашиот буџет имаме средства. Моментално од последниот состанок во Брисел во НАТО ние сме 2,13, што е навистина огромна сума на средства издвоена за буџет на министерство и на државата, и наредната година рачунете дека ќе имам уште повеќе средства бидејќи се надевам и ја гледам дека економијата се подобра и подобра. На тој начин многу средства ќе се издвојат и дополнителни работи ќе купиме согласно целите на способности.